Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side. Come on. Always look on the bright side of life. Старата добра поговорка вели: мајстор, дома да не ти влези. Зашто? Затоа што тоа е посебна категорија на луѓе во општествово, за кои што една ваква емисија е малку. Не секој може да биде мајстор. Затоа е потребен ген, физикус и специјален карактер. Прво и прво, не можеш да си мајстор ако си со сите петки. Уствари, ако си со сите петки, нема ни да сакаш да си мајстор. Второ, треба да знаеш да се нашалиш кај тие што влегвиш дома. И обично тоа се шеги од пред 5-6 години, што сите ги знаат, и е нешто од типот: мујо одел низ планина и жена му била понапред. И горе на врвот некој так ја пресекол глата на жена му. Зашто го изневервила? Глава се тркаляла надолу, мујо е видел и е рекол: кажеш мор, женска главо? А? Разбираш? И кој ќе ослушниш вицов, се смееш од култура. Да, циркузи. А во себе си викаш: леле, господе, колку е глупо еј. Сите мајстори имаат изградено љубезно понашање и никогаш не играт на прва топка. Влегвит во куќава: ајде, повелете, влезете, не собувајте се. Не, чекај, прво да се собујам. Ама не морат како се, влезете си зошто? Не морало. Како, тоа е култура, тоа треба човек сам да го знае. Ама се вие ако велите дека не морат, тогаш полбо да не се собувам. Вака да влезам, не смеам на студено да газам. Имам шилци и реума во петициве. После ојме на втора фаза: мајсторе, што ќе се напијаш? Али, чекај прво да завршиме работа, после лесно е. Тури една ракија. Мезе, сакаш? Мезе? Не, После пробвиш и ти со негов вокабулар да му се обратиш. Мајсторе, колку требит време за да се поправи кваров? То не можам да ти кажам. То не се знае, ќе видиме. Јас гледам за убо ваше да е. Да дај Господ, појте да не ме викните. Дај Боже, така да е. Абе, многу фин човек и без работа ќе остани само за нас поубо да ние. Људина. Довде се беше подготовка, запознавање, демек предигра. Сега почвит работниот процес. Прво од едно кожно ташниче, што го зел од ќерка му ко завршила четврто, ги вадит сите можни алати на планетава. Одма е све јок наоколу. После клекви. Се навелвит и пошто седиш зад него, ради контрола на квалитетот, одма гледаш 2 полумесечини и шума на средина. Се накашлуваш од што ти е незгодно и не знаеш како да изреагираш од што ти е гадно. Нормално, за да си мајстор, треба да си способен да правиш 5 работи паралелно. Прво, пред да почнеш со работа, пали цигара. Што после константно ќе му смета во работата. Ама тоа е карактер на мајсторот.
И задрži. Какво? Во мајка да задрži, во не може да знае, и ти го не на кантата. И ти ме го денеше. Шо? И спера натри. Буде како ова, ќе го направиме да се разбираш? И идаме до моментот диагноза на проблемот. И треба дел да се смени. Дел да се смени и најубај се југославенски. Тие се поскапи малу, ама побај се. Турски не. Турски да не земаш. Не, никако. Ако сакате пак да не ме викните, не земај. Добро де, какви што требит ке земе, кај има такви, ке земе. Ако земиш какви што ти викам јас, ти гарантирам 10 години не требит мен вење. Јас ти гарантирам. Воде кажи кај има ке земи мен, мислам не е проблем. Само да знаеш, тие се поскапи. Има ти германски, тие се најскапи. Од нив да не земаш. Океј бе човек, кај има каков што требит ке земиме. Немат кај нас. Кај нас такви не носет. Кај нас носет турски или бугарски. Бугарска работа. Денес ќе го ставиме, утре пак ќе ме викнеш да го смениме. И одма шега. Како веле бугариштана. Какво става бе, момчета? Море, тие не се луѓе, тие се хора. Добро, од кај да ги најме делојве. Абе види, јас имам в магазин, ама така ќе ти е поскапо. Најубаво ти да си оиш до продавница, да си ги купиш. Јас ќе те почекам овде. Не бе ќе ти платам колку што требит, оди само донеси ги. Не, ти си ми пријател, јас не сакам да те мамам. Утре не сакам да речиш, вака беше, така беше, ми зеде поќе. Ич, оди ти купи си, јас ќе те чекам овде. Тури ми една ракија, и од мезево малце стави. И кој ќе се враќаш, ако не ти е тешко, една кутија 57 да ми купиш, ќе ти дам пари кој ќе се вратиш. Мајката, пак не знам кај го оставив кесето. И ти ќе се маткаш цел ден, барајки дел за цинцилатор, и кој ќе го донесиш дома, пак нема да одговарат. Ич да не се секираш. Не одговарат, ама ќе го ставиме. Име сгрешено во лиењето. Бугарска работа. Да не се секираш. Малу со изолирбанче ќе го залепам и ич, да не се секираш. Добро, ако не држи? Ако не држи, силиконче ќе му ставиме. Имам море јас мајстор зум или шо сум. Добро, и тоа ако не држи? Сега и тоа ако не држи, ќе ме викниш пак. И идаме до моментот на плаќање. Мајсторе, колку требит? Види, јас сум наевтин и да знаеш не мамам. Еве, ти си ми пријател. Кого сакаш прашај, сум наевтин. Јас сум други да знаеш ќе ти измамат. Јас не. Има други мамат. Јас. Добро де ворете, кажи колку требит да ти платиме. Да знаеш, други ќе ти измамат. Јас не. Дај 2500 и ќе завршиме работа. Значи ќе влези, ќе ти направи јок, ќе го најаиш, ќе го напијаш, ќе те сољупи, нема да ти сврши работа и на крајот пак борчлија ќе си му. Тоа е мајстор. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright. Come on. Always look on the bright side of life.
продавале огромен хамбургер и пиво за 50 денари. Еј, стварно? Каде? Каде, брат? Нигде, ама јако е. Каде? Тоа е многу битно прашање. Шо и да правиш во животов, мора да знаеш каде. Мора да се погоди локацијата. Ако ја футниш локацијата, без разлика колку и да е јако тоа што го правиш, глупо ќе е. Гледаш јака женска и ја пратиш 1 месец кај излегбит. Земаш кеш не од лихвари, туку од татко ти. Пошто и да не му ги вратиш, окей ке, сваќаш, не си ја футнал локацијата за заем. Земаш назаем кошула са кој пантоли од прв брачет. Пошто во кафичот кај што излегви типкава имат фейс контрол и не пуштат панкери. А верви, ако оиш така облечен, ќе го футниш местото. Пошто на тој наврата му е преку таквото дојдено. Да гледат такви унифицирани фаци и да ги пуштат да поминат. И едва и чекат некој крш облечен ко тебе да почни да прави проблеми. И ќе влезиш, ќе ја измуваш, ќе се преправаш дека си фин месец дена. И кога ќе дојдеш до моментот кај што основен принцип ти е принцип на сврзани садови, и таја е согласна и ти викат окей, ама каде? В парк во Фичо? Тоа е погрешна локација. Погрешна локација е да си пееш песна од типот Бело е се, а си во сред кварт со црнци. Како што растиш во животот, можеш да почнеш да се сомневаш дека школото ти е на погрешна локација. Пошто стално, кога сте од поручек пред да се стемнит, гледаш дека околу школово работат едни тетки со чорапи и со чипка и не делуват баш како мајки. А кога сте од Сабајле, истите си одат размачкани во шминката и искинати во хулахопките. Не погрешна локација, туку фатал ерор е да отвориш погребално предпријатие пред болница. Не дај Боже да кивниш 3 пати и да те пратат крв да ти земат во болница. Кога ќе поминиш покрај експонатите со темно сивкаста содржина, одма ти идат адвокат да викниш за тестамент да составиш. Или да напишеш на Facebook статус "Збогум, суров свету". Мислам, зошто некој би поставил такво нешто пред болница? Шо, не челичат во карактеров? И некој покрај кардиоваскуларни вежби требит малку да поработи на волјата за живот? Погрешна локација е да запалиш цигара во соба со плин. Погрешна локација е да се опијаниш во геј бар, ако си хетеро. Погрешна локација е да запееш рефрен од Аца Лукас, а уствари си на симфониски концерт. Го свират Моцарт, симфонија за клавир и оркестар. Кога страсна плавуша ќе се искинит од вежбање во теретана и од диети, и за да го покажит резултатот од напорното вежбање изразен преку нејзините стомачни, разголена ќе се сликат легната на паркет до вреќе компири и влечки за набавча, тоа е погрешна локација. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the